Наместо да работи, влеза во војна со колегите кои расчистуваат со криминалот и корупцијата. Државниот обвинител Љупчо Куцевски, кој вчера се пофали дека ќе го чешла работењето на обвинителството, што патем му и негова работа, удри по вишиот обвинител кој е решен да истрае во битката за правда во случајот со милионските бонуси во специјалното јавно обвинителство. Станува збор за вишиот обвинител Јовет Цветановски, кој заработи дисциплинска во истиот ден кога одлучи организиран криминал да продолжи да истражува дали законски се наплатени бонусите на СЈО од неверојатни 4,6 милиони евра. Токму за оваа одлука Цветановски пред неколку месеци јавно проговори дека бил предупредуван преку својот шеф да внимава како ќе одлучи. По ова следуваше наредба од Куцевски за вонреден надзор во вишето обвинителство. Цветановски во изјава за Алфа вели дека дисциплинската е казна од Куцевски за одлуката да се истражува дали на специјалните обвинители законски им се доделени бонуси од 4,6 милиони евра народни пари. Тврди дека не ја добил законската можност да се изјасни за наводното нестручно работење. Начинот на таквата закана е доста сериозна. Сериозноста видов вчера. И покрај сите законски пречки, поведе ми е наводна дисциплинска поставка. Мојата реакција ќе биде, бидејќи дефинитивно ме наруши мојата самостојност, кој законот за да сме дозволува, ќе реагирам и до Совет на обвинители. После СЈО жалбата подесена се отвара надзор, одреден надзор, како редовен крстен, и таму се констатира нешто што јас сум констатирал и дал забелешки. И сега не знам како, бидејќи јавните обвинители не може да одговарат за различно толкување на правото. И тоа не може да представува никакво основа за утврдување на одговорност на обвинители. И сега имаме прекрашување на процедурите, прекрашување на законите и се е тоа со влијание директно кон мене. Ваквиот развој според Цветановски открива кои се вистинските мотиви за дејствувањето на Куцевски, кој наместо да работи она што треба да го работи, очигледно сака да расчистува со непослушните. Случајот со бонусите во СЈО уште во 2019 година го отвори Државниот завод за ревизија и тогашниот состав на антикорупцијска. Обвинителите на Катица Јанева заработија прекршочни пријави дека наплатиле 4,6 милиони евра за почитување на тајност, а ВМРО ДПМН, како тогашна опозиција, поднесе кривична пријава до организиран криминал. Според пријавата, екс-специјалната обвинителка Јанева неосновано исплатила бонуси на обвинителите кои се движеле од 70 до 100.000 евра, како и на вработените и соработниците на тогашното СЈО. Лани во декември организиран криминал на чело со Ислам Абази ја отфрли пријавата. По ова, ВМРО ДПМН вложи жалба до вишето обвинителство. Одлуката на Цветановски пред да биде донесена предизвика јавно препукување меѓу обвинителите, како и обвинувања за закани и притисоци врз нивната работа. На потек сега е организиран криминал кој треба да продолжи да го истражува случајот.